да видиме што има и како има да ги поздравам нашите гостинци кои што ни доаѓаат од Битола, Ленче Јовановска и Бојана Илиевска од ансамблот за фолклор Гоце Делчев Битола. Добар ден и добре ни дојдовте. И среќено сте Мартинава. Благодариме. Како сме? Много добро. Утрово одморите од првата кореографија? Да. Спремни за втората. Спремни за втората, така. Како е утрово во Битола, како поминавте по пат? Много добро, много добро. Предпоставам дека секогаш е забавно кога се пасува со автобуси и анекдоти во атмосфера. И музика, и песна, и дружба, се. И денеска, навистина, интересна и многу богата трпеза и мора да прашам кој се задолжен за тоа. Имаме неколку осмици, предпоставам дека осмиците се во знак на денешниот празник, да. Ајде да почнеме, ќе ве оставам, еве, вие да испрезентирате, да ни кажете што се е. Епа така, ова ни е плетенка, солена плетенка од Филип Пекарата. Благодарност до Филип Пекарата, секојаш ни се наоѓа во пресред. Поздрав и до нив и од нас. Козињак, да, плак со чоколади со крем. Тој на дански, а тој на шведски начин таму правено. Знаете која е разликата? Тоа е баклава. Перманент, тоа е инаку плетено, гледаш. Така, веројатно. Во клетката е разликата. Во клетката е разликата. Ова ни е благато од сладкарската работилница Наташа. Благодариме и до нив. А ова ни е... Само да се извинам, значи среќен 8 март, фолклорен ансамбл Гоце Делчев Битола, ова е поздравот што ми го носат тие. И ова исто е солено по повод празникот на жената од пекара Миголко. Благодариме на нив. И благодариме многу. Што имаме друго? Имаме нешто традиционално, така? Македонци, најпрво игравше тапче со ќофтина, мусалка, кифлите со сирење и салата со макарони туна. Кој се го подготвуваше тоа? На наши членови родители. Родители на вашите членови. Може ли да поздрав еден аплауз за сите што се потрудија да ни подготват така? Сега, ова ми е навистина интересно затоа што тавче, гравче и ќофте прв. Тоа е нешто што како една комбинација често се користи во Битола. Ево мора да го пробам. Што е ова што го имаме тука? И се толчени пиперки со компири. Црвени суви. Имаме баклава. Баклава, да. Добро. Баклавчиња. Тоа е мазиче со мелено месо. Тие се кифлички. Салатата рековме. Тортите кои ги правеше, гледам дека имаме две торти. Наташа, сладкарницата, таа од родител од дете, не знам од кој. Иначе домашна. Домашна, значи специјално подготвена за денеска, за тука. Мора да испратиме некој поздрав, и да се заблагодариме. А што е што најчесто се користи за време на празници или кога ќе дојдат гости? Кои се традиционалните специјалитети што зависи од празникот кој посно се знае. Гравче посно, рибче. Значи трапезата зависи од празник. А дали зависи од гостите? Може. Колку вие сакате да поминувате време по кој дни и што вие најчесто сакате да поминувате? Јас многу. Се готвувам. Има нешто за кое што сте специјалист? Специјалист за сукано и за тагната. Значи она е убава. Професија ми е. Така. А младата дама што најчесто сака да подготви, дали веќе поминува време во кујна? Понекогаш. И што е тоа што најмногу ти е предизвик да го правиш? Така благо. Благо? Од кого учеше? Од мајка. И што научи? Има нешто што веќе го усоврши да можеш да го подготвуваш? Да. Сериозно, што е тоа? Бомбици со чоколада и уред. Мислам дека еднаш ги пробав. Во една од претходните емисии или се лаже? Не, имавме да не се лаже. Имавме, ама затоа ќе пробаме во некоја следна пак да видиме. Дали рецептот е усоврш? Колку време минувате, кога сме веќе тука да позборуваме и за ансамблот, колку време сте вие дел од овој? На 35 години. Активно учествувате во тоа? Активно. Од колку почнате? Од Многу малечки. 3-4 години? Многу малечки. Скоро 10 години.
И како е да се биде дел од овој ансамбл? Прекрасно. Прекрасно. Јас мислам дека еден од најбројните со членови и она што ќе зборуваме со Бранко подоцна, имате и многу специфични кореографии кои што не играат другите ансамбли. Тие се наши кореографи од кореографот Бранко Жежовски, Кривчевски. Така тие сами си исправаме кореографите. Никој не ги игра друг со нив. Нашиот попур. И тоа ќе имаме можност да го видиме и во другиот дел од емисијата. Јас тука некаде ќе ви се заблагодарам, а сега е време да ги слушнеме вашите колеги од оркестарот. Тоа е многу важно да го кажеме на гледачите дека ансамблот Гоце Делчев има собствен оркестар, секогаш во живо. И мислам дека е време да ги слушнеме со едно што е подготвено специјално за денешната емисија. Оркестрот на фолклорниот ансамбл Гоце Делчев